Водата од филтер станицата и дренажните системи Бедиње и Митев мост е целосно безбедна за пиење, информираат надлежните од јавното претпријатие Водовод. Периодичните анализи на водата досега покажуваат дека е безбедна за пиење, а зголемената потрошувачка на водата веројатно е последица на неовластено користење на водата, посочува раководителот Тони Овчевски. Водата во Куманово се испитува од 11 мерни места, вклучително и фабриката за преработка на вода, односно филтер станицата позната у Куманово, и водата од водоводниот систем у Куманово е безбедна за користење според досегашните резултати, гледани заедно, зимани од Центарот за јавно здравје, земани од нашата лабораторија и земани од Институтот за јавно здравје, проширено од периодичните анализи кои се работат периодично на 3 месеци. Сите анализи до сега кажуваат дека водата е безбедна за пиење. Една таква ситуација, кога се појави некое отстапување, кога беше алармирана и јавноста и се беше пред 2 години, Сега за среќа немаме таква ситуација, така да во тој поглед немаме проблеми нити со пречистувањето на водата, нити со потрошувачката на средства за пречистување на вода, така да водата од филтер станицата, како и од дренажниот систем Бедиње и од Митев мост е потполно безбедна за пиење. Резидуален хлор е хлорот кој се додава во водата после пречистувањето и всушност тој е стражарот на водата за пиење како заштита од евентуално навлегување на секундарно загадување за да биде тука да ги уништи сите можни микроорганизми кои се присутни во водата. Законскиот распон е од 0,2 до 0,5 милиграми по литар на потрошувачките места. Имајќи во предвид дека акумулациите беа полни оваа година, исто така водоснабдувањето, поголемиот дел водостопанство вода пушта редовно и преку бајпас додатни количини и користејќи ги и количините од Митев мост и од Бедиње, досега немаме забележано некое поголемо нарушување на водоснабдување. Може да се јави во вечерните часови, посебно е карактеристично во тие часови кога е и забележителна нерационална потрошувачка на водата, која допринесува да одредени повисоки делови остануваат со намален притисок, затоа што тие од пониските делови ја преземаат водата во нерационална потрошувачка пред себе. Но најголемата причина за овакви појави е неовластеното користење на водата од системот, која сигурно има многу диви приклучоци, која се користи за наводнување. Не смеам да тврдам и за базени, секако ова, меѓутоа пред се големата причина за големата потрошувачка на водата е неовластеното користење на водата. Министерството за внатрешни работи соопшти дека на граничниот премин Табановце од 7 август од 10 часот до 10 август до 10 часот влез во државата оствариле 10.974 македонски државјани, а излез оствариле 17.785 македонски државјани. Што се однесува до странските државјани во истиот период, влез во нашата држава оствариле 43.296, а ја напуштиле нашата држава 54.701 лице, соопшти МВР.
Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие гаснеле опожарен отпад во Средорек и во Кумановското село Градиште, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според дневниот билтен на регионалниот центар, пожарникарите од општина Старо Нагоричане вчера интервенирале на опожарени дрвја и сува трева, каде што од огнот бил опожарен и автомобил покрај реката во селото Коинце. Интервенцијата траела околу 2,5 часа, информираат надлежните. Млада Кумановка викендов пријавила во полицијата дека била сопрена и допирана по телото од непознат маж. Според СВР Куманово, на 8 август во 22 часот и 25 минути, 19 годишна девојка од Куманово пријавила во полицијата дека на 7 август годинава, додека се движела на улицата Миле Кипра, едно машко лице ја допирало по телото и побегнало со мотоцикл. Полицијата презема мерки за целосно расветлување на случајот. Сто и 60 барања од граѓани и правни субјекти поднесени се до општина Куманово за надомест на штети предизвикани од невремето што го зафати градот минатиот месец, информираа деновиве од општината. Рокот за поднесување барања за обештетување истече на 31 јули, согласно одлуката на комисијата донесена по невремето од 20 јули. По извршениот увид на терен и проценката на висината на штетите, комисијата ќе изготви елаборат извештај кој ќе биде доставен до надлежната комисија, формирана од владата за понатамошно постапување. Викендов во секторот за внатрешни работи Куманово било пријавено дека во село Младо Нагоричане по претходна расправија настанала пресметка помеѓу 3 лица, при што двајца се здобиле со тешки телесни повреди, констатирани во Општа болница Куманово, информираат од секторот за внатрешни работи. Како што посочуваат од полицијата, во врска со настанот едно лице било лишено од слобода и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Општина Куманово продолжува со градежни активности во спортската сала, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Според објавата, во моментов интензивно се работи на партерно уредување на просторот. Паралелно со овие активности, во тек е изградбата на системот за грејење и вентилација, кој е од особено значење за обезбедување современи услови за функционирање на салата. Со реализацијата на овие фази, објектот постепено го добива својот конечен изглед и се создаваат услови за современ, функционален и квалитетен спортски простор, наменет за спортистите и сите граѓани на Куманово, пишува во објавата. Секторот за внатрешни работи Куманово информира за 2 сообраќајни незгоди што се случиле викендов во Кумановско. Во првиот случај, според пријавата во СВР Куманово, незгодата се случила на локалниот пат Куманово село Табановце во атар на селото Четирце, кога патничко моторно возило Нисан со кумановски регистарски ознаки, управувано од жител на село Горно Којнаре, излетало од патот. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил со патникот, констатирани во Општа болница Куманово, соопштија од СВР Куманово. Во вториот случај станува збор за сообраќајна незгода на локалниот пат Куманово село Пчиња, помеѓу патничко моторно возило Volkswagen Passat со кумановски регистарски ознаки, управувано од 50 годишен кумановец, и патничко моторно возило Seat Leon со кумановски регистарски ознаки, управувано од 33 годишен кумановец. Во незгодата имало двајца повредени, соопштија од полицијата. Делегација на општина Куманово присуствуваше на градската манифестација Пантелиски дани, најзначајниот празник на Биелина, во присуство на бројни делегации на братски и партнерски градови, представници на дипломатскиот кор и други поканети гости, информираат од општината. Според соопштението испратено до медиумите, во рамки на прославата бил организиран пригоден прием за делегациите, свечена академија, полагање на свежот свеќе пред споменикот на паднатите борци на плуштадот, литургија во
во црквата Свети Пантелеймон и литија низ градските улици на Биељина. Посетата на збратимената општина во Република Српска беше искористена за воспоставување на нови пријателски врски и размена на позитивни искуства, со што беше потврдена повеќегодишната соработка, соопштуваат од општина Куманово. Инаку детско-младинскиот фолклорен ансамбл Срма од Куманово со традиционални македонски ора приредило прекрасен настап на градскиот плоштад во Биељина.